Добро вечер, почитувани. На стартот сме на уште едно неделно вечерно спортско дружење. Некаде час и половина ќе посветиме на еден не така атрактивен и популарен спорт, барем во последните години во нашата земја, верувам и во светот, што се однесува во однос поредбено со оние спортови кои што најчесто ги следиме на телевизиските екрани, ширум стадионите и салите во нашата земја и пошироко. Ќе говориме за шахот. Имаме тројца гости, имаме неколку настани кои што се зад нас, но и повеќе настани кои што доправа ќе се одржуваат во нашата земја или ќе бидат поврзани со нашите клубови или репрезентации. Македонија има со што да се гордее, Македонија има со што да се пофали и ако направиме една класична споредба за она што пред 20 и 30 години значеше шахот во светски рамки, многу е поинаку денеска и многу е олеснето да се игра и да се занимава со овој спорт. Верувам дека тоа многу подобро ќе ни го објаснат и нашите денешни гости. Почнуваме од почеток. Заедно со нас е Љубиша Андоновски, шаховски мајстор, добро познат за сите љубители на овој спорт во нашата земја и познат од телевизиските екрани од пред известно време. Од пред 20 година. Исто така заедно со нас и Зоран Стојчевски од шаховскиот клуб Гамбир и член на управниот одбор на Шаховската федерација. Добро вечер. Добре дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова и заедно со нас е еден доста познат шаховски велемајстор или фиде мајстор, како што се нарекувате вие, Крум Митковски, представник на слепите лица, но и вие исто така активно се занимававте долго време со овој спорт. Да, предолго. Пред да започнеме со оние теми кои што се поврзани со вас, само ќе споменеме за гледачите на телевизија Нова дека неодамна заврши и државното првенство на Македонија, се одржи во Охрид, беше во екипна конкуренција, па за почеток како мина ова надпреварување и колку сте задоволни од одзивот и од квалитетот кој што се одвиваше таму? Да, оваа година 2017 настапија 6 екипи во првата лига. Настапија екипите на шаковскиот клуб Алкалоид, европскиот шампион, шаковскиот клуб Гамбита Секо од Скопје, Гостивар од Гостивар, шаковскиот клуб Карпош исто од Скопје, нели? И шаковскиот клуб Прилеп од Прилеп. И како шеста екипа настапи екипата од Битола, односно представниците на нашите шаковски колеги со оштетен вид. Така да беше едно прекрасно дружење пред се. Борба на 64 полења на сите табли, каде што Алкалоид заслужено го освои првото место. Значи европскиот актуелен првак во шах. Шаковскиот клуб Гамбита секој беше втор, убедливо втор. И трето место ќе го назначиме, тоа беше шаковскиот клуб Гостивар. Да се задржиме околу почетокот и организацијата на државното првенство на Македонија. Колку има интерес, колку охријани сакаат да го проследат овој шампионат или овие надпревари, овие шаховски дуели и колку можат аматерите да научат доколку бидат присутни на едни вакви првенства или барем се обидуваат да ги следат? Па Охрид традиционално е добар домаќин, затоа што Охрид е едно од местата каде што секогаш се одржувале тие првенства на Македонија, секогаш биле добри организатори. Оваа година и хотел Метропол пружи максимални услови на шахистите, како со сместувањето, храната, салата за игра и така натаму. А публика, видите, публика има помалку можеби од порано, ама тоа е затоа што и шахот во нашата земја е се помалку популарен во смисла нели помалку е присутен во медиумите, во средствата за јавно информирање, веројатно од тука. Но не вистинските љубители на шахот, особено што биле во Охрид или во Струга, доаѓаат да гледаат, дури некои хендикепирани лица и така натаму што се вистински љубители на шахот. Инаку што се однесува до самиот пласман, ако можам да го дополнам мојот пријател и колега од шаховскиот клуб Гамбита Секо Зоран Стојчевски, да кажам дека Алкалоид повторно е првак, но сепак тој имаше 4 врвни велемајстри од светска класа, нели, кој што сепак му помогна и минатата година да биде и актуелен европски шампион, значи практично борба за прво место и немаше.
Но од друга страна па ние загубивме пристојно 4,5-1,5, што ќе рече дека на тие македонски така наречени табли каде што играа македонските наши шахисти со нивните македонски шахисти беше 1,5 спрема 1,5. Значи ние мечот го загубивме на првите 3 табли против велемајстори од екстра класа. И нашата привилегија да речем како второпласирана екипа во однос на Алкалоид која што е супер професионална и сериозна екипа, која што има највисоки амбиции во европски рамки, е тоа што ние постепено, но сигурно го подмладуваме нашиот состав. Значи, сепак, ние повозрастните крепиме на 3-4 табли, но оставаме простор за помладите да доаѓаат, да учат од нас, да играат со нас, да го почувствуваат тоа и сепак да бидеме повторно второ место. Така оваа година и Никола Николовски, нашиот, би рекол, најперспективен македонски шахист кој што има добар рейтинг и веќе многу наскоро ќе стане интернационален мајстор, играше на третата табла, но во последниот меч, да речеме, прв пат за овој убав клуб, за овој добар клуб, настапи на првата табла. Од друга страна пак, завршувавме со Емил, нашиот најмлад шахист, кој што има 12 години, кој што исто така добро се представи, така што ние сме сосема задоволни од ова првенство. На оваа тема, околу годините и временските разлики и граници за играњето шах, постои едно правило меѓу луѓето, би рекол една теорија која што верувам дека ќе побиете, дека шахот е само за возрастните. Не, напротив. Не, па шахот најмногу им помага на младите. Значи, шахот во многу земји денеска е етаблиран да биде како факултативен предмет, а во некои земји како Ерменија, да речеме, и како задолжителен предмет во основните училишта. Затоа што научно е докажано дека децата кои што се занимаваат со шах имаат многу подобри резултати во учењето, значи стануваат квалитетни луѓе и тоа им помага и понатаму во професионалниот живот. Значи, шахот не се учи само за да се стане врвен шахист или да се стане професионален шахист. Туку шахот се учи затоа што ги помага ја зголема интелигенцијата. Че вие кој играте шах, вие секогаш имате оригинална ситуација, морате да донесете решение. Нели? Секогаш сте во непозната позиција. Исто така морате да го почитувате вашиот противник. Тука нема помош ни од каде. Секогаш се менува ситуацијата. И играта е бесконечна, играта е толку интересна што еднаш кога ќе почнете да се занимавате со таа игра, затоа сите кои што почнале и од деца, како јас, како Зоран, како Круме, ја играат цел живот. Никогаш не им досадува, таа не се повторува. Токму затоа е магична. Затоа е древна игра, магична игра, волшебна игра, не знам како да ја кажам. А вие може да замислите, нели, ќе го дополнам. Може да замислите дете сега да го вежбате, да расудува, да донесува одлуки, логички да размислува, со нели стандардни средства некакви, школски или кроз низ една игра каде што сето тоа се учи, се реже мозокот на, значи велиме на детето, низ интересни задачки, низ интересна игра, континуирано и во својата најранна младост се учи да донесува одлуки, тоест да знае дека за некоја акција следува некаква реакција. Значи, дека ако нешто се случи, дека треба да се одговори со некаков друг потез. А тоа е многу важно понатаму во неговата животна кариера на секој дете. На самото државно првенство во Охрид претходеше и шаховската олимпијада за слепи лица. Господине Митковски, како вие го видовте овој настан и колку сте задоволни и од организацијата и од одзивот на квалитет таму? Сакам за момент само да го вратам разговорот назад. Значи, јас лично, а и генерации после мене, значи, лица со оштетен вид или изгубен вид, го засакавме шахот, затоа што тоа е единствена спортска, да кажам, дисциплина во која слепите можат равноправно да се носат со здравите лица. И тоа уште мал код дете, 11-12 години, мене тоа ми падна на памет. Како да бидам равен на Ничевски или на Софевски, што ги читам само по весници. И тоа е мотивот поради кој сум почнал шах да играм ја и генерации после мене. Значи, значењето на шахот и за љубиша и така е спортска дисциплина, може да стане фудбалер, али стана шахиста. Меѓутоа, слепите ако сакаат да бидат во нешто равни, тоа е мислење на спортски дисциплини, нели? Тоа е шахот. И тоа беше мотив кој ме тераше да работам, да копам дење, ноќе, да
покрај редовната работа, нели? За да станам некаков мајстор, фиден мајстор, и тоа е поише од доволно, мислам. Тоа е завршување на факултет, го смета. Значи, прашањето ваше беше? Поврзано со шаховската олимпијада за Свети Волк, како мина, каков квалитет имаше таму? Олимпијадата, ја бев присутен цело време, секоја вечер бев добро информиран за све, меѓутоа најубав доказ е, заедно се возевме за Скопје после олимпијадата со руската репрезентација и Венецуела. Значи тие нема зборови од фалење за организацијата на шахот. И ја лично бев изненаден, толку беше све средено, сала изворедни услови, Метропол и Белби, тоа е реновирано, што е направено, изворедни услови имаше за шах, така да немаше Венецуела и Русиве беа преполни од фалби во однос на организацијата и условите за играње. А во однос на квалитетот? Па квалитетот ја го пратев само на нашата репрезентација и да кажам не сум презадоволен. Првите две табли Селковски на втора излече добар резултат. На прва табла Тркајанов од кого многу поише очекуваше, меѓутоа имаше некои домашни проблеми, така да малце закажа. А и 14-то место за мене не е добар резултат, тоа е средина табела. Ние сме биле 6-ти, сме биле 8-ми, така мислам дека ова не е резултат баш врвен или да кажам за фалење. Меѓутоа разговарав со наставничка од училиште за слепи деца, наводно работат со малите деца, па да очекуваме подобрување од нас постарите веќе толку е. Вашето полека завршува во однос на надпреварувачкиот дел, но тука ќе бидете секако за совет доколку се побара од вас. Државното првенство заврши. Разликата меѓу шампионот на Европа и староновиот на Македонија и клубот кој што се бори да до некаде го стигне овој квалитет или се обидува да парира на тие странски велемајстори кои што очигледно е дека имаат светски и реномиран квалитет, што му успеа да стигнат до европската титула, тогаш многу повеќе и не треба да се зборува во однос на нивниот квалитет, но што е со вашиот? Во кое поле најдобро се развивате? Во која патека се наоѓате во македонскиот и балканскиот, а би рекол и во европскиот? Прво, тоа е, ја би рекол, повеќе различна стратегија. Значи, нашиот клуб дефинитивно уште, значи, во постулатите на формирањето на клубот, ние поставивме некои одредени цели и стратегија на самиот клуб. Покрај постоењето, играњето и давањето на пример на младите деца, пред се ние да ја развиеме, пред се основна цел не беше да ја развиеме играта, да ја популаризираме, максимално да ја пробуваме да ја вратиме на она најмалку на она равниште што беше во 70-тите при организација на игрите на солидарност, на Олимпијадата шаковска 72 година и така натаму. Фокусни се создавање на млади деца, на нови генерации, на нови шампиони, на нови велемајстори во Македонија. И тоа би рекол овој пат силни велемајстори кои што ќе може да ја представуваат нашата земја на олимпијадите, на европските првенства, но и на екипните клубски надпреварувања во иднина. Љубиша спомна, ние подмладуваме екипата, очекуваме од овие наши млади играчи да станат брзо велемајстори. Имаме 3 до 4 сигурно добри кандидати кои што се издвојуваат на 12 до 13 годишна возраст, од кои очекуваме до своите 18 години да достигнат вакви дострели и да бидат добра конкуренција со сопствени сили, нели, да ја представуваме нашата земја на овие европски, светски и понатаму олимпијади, првенства во светот. Како се стига до квалитетот? Што треба да се направи освен да се игра редовно шах до титулата велемајстор? Треба да се учи, се разбира. Значи, јас да кажам, јас сум од таа генерација на самоуки шахисти, кога практично и немало кој да те учи. Понекогаш сме добивале совет, ама тие биле малку шахисти, но ние сме можеле да учиме тогаш само од книги, нели? И да речеме, јас лично сум се претплатил на
на руски часописи, така сум научили руски јазик индиректно, не учејќи во школа. Но тоа била на моја лична иницијатива, водот за странска литература, шахматни билтен, шахмати ВССР и така натаму. Но до книги многу потешко се доаѓаше, имаше да речам редуцирана шаховска литература. Подоцна се појави шаховскиот информатор, кој што се правеше во Белград и кој што представуваше шаховска библија. И тука некаде енциклопедија, и тука некаде завршуваше тоа, ретки книги за завршници и така натаму. Денес младите имаат многу повеќе можности со компјутерите, со силните енџини, со кои што практично човекот не игра, туку учи од нив. Да речеме денес секој кој што држи до себе како шахист има неколку силни тие компјутерски програми кои што играат посилно од Карлсен, светскиот шампион. Нели? И служат за учење. Исто така има многу подостапна литература, многу разновидна литература и за среќа веќе има се повеќе шаховски педагози, каде што децата можат многу побрзо да се развиваат и да напредуваат. Значи само ако имаат добра волја, ако ја засакаат играта, прво ако ја засакаат играта, тоа мислам дека е најважно. И ако сакаат и ако се вредни, многу брзо може да напредуваат и да уживаат во играта, се разбира. Исто така, денес има и многу повеќе првенства за млади, за разлика од порано. Порано, во моје време, дострел било да се игра на пионерско првенство на Југославија или младинско првенство. Денес се по категорија 8, 10, 12, 14, па има европски, балкански, па има дружби сега, има турнири, Зоки можеби подобро знае, помеѓу српските, македонските, бугарските шахисти, турските шахисти овие во околината и така натаму. Така што најмногу е до децата, да ги анимираме децата и ние као шаховски педагози, као шаховски тренери да работиме со нив што поуспешно и да ги анимираме да им ја приближиме играта што повеќе, односно да ја засакаат. Значи да им обезбедиме услови, ние мислам работиме пред Што значи да се обезбедат услови? Прво, да се обезбеди нели место каде што тие може да практицираат и да учат шах. Второ, да обезбедиме квалитетни нели наставници. Да им дадеме можност не само нашето знаење што ние го пренесуваме према нив, него едноставно да обезбедиме и учители од надвор, од страна, значи преномирани тренери. Од друга страна да обезбедиме турнири за тие деца да можат да настапуваат на тие турнири. Значи ако немаат кај да настапуваат нашите, мислам, децата, учениците, едноставно тоа знаење ќе стои, ќе тлее, нема да се развива. Во тој сегмент таа популаризација, ја збориме со еден збор, значи организација на настани, организација на шаковски кампови, организација на шаковски школи, па и гостување на реномирани играчи. Ние пред неколку години ја поканивме и Александра Костенјук, беше како гостин во нашата земја, која што одигра некоја и симултанка и со децата и со возрастните. Но планираме понатаму во тој сегмент да возможиме уште такви гостувања на реномирани тренери. Со тоа очекуваме тие деца да добијат практичност, пракса, знаење кое што ќе донесе до големи успеси. На некој начин сте дел од Шаховската федерација на Македонија, член на управниот одбор. Како оди таа врска, како е тој линк меѓу клубовите и самата федерација? Каква е поддршката, организација на настани, верувам, заедничка? Па во Шаковската федерација покрај нели ние и Шаковскиот клуб Далкалуит има нели представници од шаковските клубови, има нели бизнисмени кои што треба да обезбедат некакви дополнителни услови за настап на репрезентацијата, за тука да го истакнам председателот нели Благоја Богоевски. Да, за настап на репрезентација, за настап на организација на првенство на Македонија, турнири, да им се овозможат услови на овие деца, но еве една работа што донесовме, што е интересна во сегментот за развој на младите, е посебно што во репрезентацијата обезбедивме најмалку 2 места, значи конкуренција на младите играчи до 20 години, најдобри играчи до 20 години да бидат представници на репрезентативци на Македонија со уште тројца, пошто репрезентацијата на Македонија е 4+1 на олимпијадите најчесто, тројца постари, посолидни играчи како нели темел на таа репрезентација, со што ќе отвориме убава конкуренција кај младите играчи во Македонија и мотив повеќе да се напредува да се учи шах, да се видат каде одат, значи кај е целта. Тука ги направиме една кратка пауза за реклами, но се враќаме и остануваме со темата шахот во Македонија како спорт за сите генерации. Продолжуваме со актуелностите поврзани со шахот. Вечерва во студиото на телевизија Нова имаме и представник, познат шахист, велемајстор
еден од оние кои што за слепите лица значи многу кога е во прашање овој спорт. Која е разликата? Колку е полесно сега за лицата како вас да се занимаваат и да играат шах? Има ли подобрени услови во однос на самата шаховска табла? Шаховските табли се исти. А меѓутоа слепите конкретно имаат шахови со испакнати полиња со дупчиња кои што влага фигурата. Меѓутоа по мое длабоко убедување тоа не го води, мислам, не беше кон развој на шахот меѓу слепите, туку е во овој спротивна насока. Шахот се игра у глава, на памет, со овој меморија јака. Ако Љупчо Андоровски рачуна сега 10, 12, 13, 15 потеза од напредна табла, значи, он не ги мрда фигурите, во глава ги мрда. Тогаш, зашто ни е таа браева табла? Значи, тоа е добро за пионерчиња. За тие што почнуваат? За пионерчиња да научат полињата, фигурите, како биле така, меѓутоа, ако сакаме сериозен шах, тогаш ќе се играш на нормална табла и со засилена меморија која што има и другиот играчи, здравиот. И тогаш резултатите не застануваат. Пример, во југословенскиот шах на обични шахови сме играле јас и Баратич, кој е убедливо најак играч за мене у свет на сите времиња на слепи, а кој никош не бил prvак на Југославија на слепи. Меѓутоа, има тепано против Портиш, го има тепано 2-0 Матанович. Што се овие имиња знае Андоровски, а и вие се чуја веројатно, Бора Ивков била тепано, така натака, и јас сум ги визирал со Бора Ивков во Куманово еднаш. Значи, тие резултати се мерило. Резултатите со играчите од светска класа. Не е проблем, ја ги фалам, тоа е, тој е еден. За жал, само една таква компанија која инвестира, работи шах, меѓутоа за развитокот на шах потребни се и средства и знаење на тренерите. Но и верувам дека и интерес меѓу младите и сите оние кои што сакаат да се занимаваат со шах и да влезат во. Интерес се пали преку чести турнири, млади деца и така натака. Така да имав пример еден на компјутер, син ми го најде дете од 20-30 години, изворедно игра партија. Значи, децата од мали треба се запалат, па да се стане нешто, иначе шахот како иде за публика не е премногу привлечен, па да као фудбал да собере пари публика, значи шахот е игра специфична која бара, значи, ниво на знаење. Инаку не е интересно. Недостига топка, можеби затоа и не е толку популарен. Недостига топка нема како во кошарката, фудбалот и останатите спортови, но сепак шахот ќе бил и верувам дека и сега во моментов е доста атрактивен спорт за оние кои што сакаат малку повеќе да го уклучат мозокот или да го уклучат главата. Има доста активности кои што ги најавува вашиот клуб, но и Шаховската федерација на Македонија заедно со сите останати учесници на овој спорт во земјава. Што доправа можеме да очекуваме? Во кој правец ќе се одвиваат тие настани и кога се? Еве вака да кажам на кратко. Уште пред 10 години мала ретроспектива, нели, како било што правиме сега. Едноставно замреа турнирите и активностите во нашата држава. Во еден момент или настапува на турнирите по некои си 20, 30 до 50 играчи на некаков турнир. Значи почнавме со организација на викенд турнири во соработка со општина Карапош. Почнавме да го правиме големиот меѓународен, веќе супер познат турнир во светот Open Карпош. Оваа година го организиравме по 7ми пат во месецот април, на почетокот на месец април. Правиме, значи, организираме шаховски турнири за млади. Брендот на турнирот е тамо Квалитет. И оваа година планираме по прв пат да направиме еден турнир за аматери, за шаховски љубители, односно турнир до 2200 рейтинг, односно тоа е некоја категорија до кандидат мајстори по старите
реално кажани категории, каде што ќе успееме, значи, и тие шаковски љубители кои никогаш до сега немале можност да одиграат еден голем силен турнир, 9 дена да отсуствуваат од работа или да едноставно да земат одмор, сега име шанса од 7 до 10 декември да се посветат на себе си, на шаковската игра и да успеат да освојат рейтинг поени, официјални рейтинг поени кои што се запишуваат во Светската шаковска федерација и да имаат свое рангирање во големата фамилија на шахисти, во светска фамилија на шахисти. Иначе околу популарноста на шахот, топка не е потребна, во светот шахот е супер познат. Едноставно верувам дека шахот моментално е најраспространет и има најмногу официјални членови рангирани на светската ранглиста. Затоа што тој си игра многу во Кина, си игра многу во Индија, си игра премногу во Европа, и во Америка, и во Јужна Америка, и во Северна Америка. Значи нема место, го испуштив Африка и Австралија, каде што исто супер популарен, се повеќе и повеќе имате нели африканци кои што се силни играчи кои што играат. И во овој момент, значи на шаковската листа на ФИДЕ има повеќе од 500.000 чинам регистрирани шахисти кои што имаат рейтинг. Тоа значи дека шахот е супер популарен. Можеби во нашата земја малку треба повеќе медиумско покривање, нели, но се трудиме ние да организираме настани и да ги привлечеме медиумите и шахот да стане интересен и за медиумите. Впрочем, благодарност до вас за оваа емисија, со што пробуваме или почнуваме да бидеме малку поприсутни во медиумите и да им возможиме на нашите членови, но и на сите љубители во земјата да настапуваат и да ги доживуваат убавините на што ги носи шаковската игра. Мала компарација, од 50 на играчи македонски пред 10 години на тие викенд турнири, сега нашите викенд турнири што ги организираме во јануар, познати од Божикен турнир, настапуваат до 200 играчи. На Open Карпаш првиот беше со 80 играчи организиран, а последниве 2 години таа бројка достигна до 230. Да подсетиме и меѓународен Open Cup. Да, тој е меѓународен. До 230 надпреварувачи. Очекуваме следната година. Значи прв пат оваа година имавме покрај стандардната поддршка од општина Карпаш, имавме поддршка нели и од градот Скопје 2 години заред и имавме прв пат поддршка и од компанијата Асеко Се, која што е иначе спонзор на нашиот шаковски клуб и очекуваме тоа да го зголемиме во идната година, каде што ќе биде и наградниот фонд многу поголем и ќе го задржиме тој примат на најдобар опен турнир во регионот и ќе се бориме рамноправно со големите како Аерофлот, како не знам, Рејкјавик и така натаму, да Македонија, односно Скопје биде стварно место каде што се игра најсилен шах. Младите, кога го говорите ова, кога ве слушам, верувам дека е многу сменето за младите пред 20-тина и сега. Значи, по формирањето на Република Македонија и сега, од тогаш до сега, колку е променето, колку шахот е поблиску до нив, колку е подостапен, колку полесно може да ја засакаат оваа игра и да ја научат, а потоа и ако решат попрофесионално да се занимаваат да надградат. Како да ви кажам, едно време, да речам 70-тите години, огромна популарност шахот доби благодарение на мечот помеѓу Фишер и Спаски. Затоа што тогаш беше нели период на студената војна, имаше голема политичка конотација, но и огромен маркетинг и простор му се даваше на шахот. Шахот беше и кај нас многу популарен и преку националниот сервис Ристоничевски беше незаборавен коментатор, единствен би рекол, нели, имаше големо медиумско покривање. Иако имаше можеби помали ресурси, шахот беше многу популарен. Па тогаш и на одмори сега да се збореше за тој меч Фишер Спаски, ово, што се случува, како се случува. Па Македонија таа година организираше Олимпијада, истата таа есен. Каде што за жал ни еден од овие двајца не деде. Фишер велеше, Фишер воопшто се откажа, се покажа подоцна, а Спаски се правдаше дека е многу
нели изморен, но затоа дојдоа Петросјан, светски шампион, Талј. Карпов, Талј беше. и следниот светски шампион, Талј, Корчној и Смислов, светски шампион, беше страшно нешто мислам тоа да се видат во Скопскиот сајм. Скопскиот сајм беше за таа намена проширен, континентал беше изграден, хотел панорама кој што не постои олимписко село и така натаму. И шахот беше тие години во Македонија и во цела Југославија. Југославија се сметаше за шаховска мека. Сите ја смета, нели во Русија, Советскиот сојуз имаше и така натаму. Многу покасно, значи почна да се шири шахот, но многу брзо и на другите континенти. Во Јужна Америка, во Америка, во Азија особено. Денес Кина е светска шаховска велесила. Индија исто така. Ананд го има тоа. Денес кога ќе видите рейтинг листата, таму ќе видите меѓу првите 20 10 националности. А некогаш било 18 руси или Советски сојуз и 20 од други земји. Денес светскиот шампион е Карлсен, па потоа доаѓа 20 американци, кој што е норвежанец, па 20 американци, па ерменец, па азербејџанец, па индиец и така натаму и така натаму. Значи присутен на секаде и на секаде има многу силни шахисти. А за компјутерите можеби ќе зборуваме во третиот блок, не сум сигурен. Верувам дека ќе имаме простор да ја разработиме темата околу тоа во кој поглед се развива шахот. Само би сакал да прашам што може плюс да се измисли, што може дополнително да се направи и да се надгради. Игра е човек на човек, најчесто. Но полето е тоа, фигурите се по линијата се тие, таблата е таа. Да. Се е тоа, а има развој, има ново отварање, ново затварање, нов напад. Како успеваат луѓето да најдат нешто? И не само тоа, тука има и на различни партиите може да траат различно. Зоран Стојчевски кажа дека ние организираме и викенд турнири. Што значи тоа викенд турнири? Тоа е шах по забрзано темпо. Рапид се вика, нели, на англиски, по забрзано темпо. Тоа значи дека двајцата шахисти имаат по 15 минути и да речеме по 5 секунди додавање. Тоа што денеска се додава на часовникот во долгите партии по 30 секунди или во овие што се по забрзано темпо по 5 секунди или во брзопотезните партии по 2 секунди, тоа значи дека нема силување во шахот. Значи да се игра по позиција. Ако јас имам многу малку време, а имам добиена техничка позиција, ако играме на време без додавање, веројатно дека јас ќе загубам на време, без разлика на позицијата. А вака секогаш добивам 2 секунди и има време, ако имам доволно знаење, рутина и умешност, да ја добијам партијата. Значи, една од тие промени е што се игра на различни времења. И веќе сега на рейтинг листата нема само една графа, да речеме, вашиот рейтинг, туку вашиот рейтинг за класичен шах, па вашиот рейтинг за шах по забрзано темпо или рапид и за брзопотезно. Денес имаме ние шахистите 3 видови на рейтинг. Значи, и тоа прави, да речеме, различна динамика. Вие денеска кога гледате на интернет шах, да речеме, гледате разни турнири, гледате и брзопотезни турнири, и по забрзано темпо, и супер турнири, класични турнири, а имате многу можности да играте. Тоа дава дополнителна вредност. И гледате вие играчи, големите играчи како Карлсен, Крамник, денешницата што се најсилни со Каруана, како играат и како се однесуваат на видео. Значи ги гледате вие од Скопје како тие во Сент Луис во Америка. Во живо ги гледате како они се да речеме они играат во Сент Луис еден супер силен турнир. Ги гледате во живо. Да. Како играат, како реагираат и на брзопотезни и на забрзано темпо, но и на споро темпо. Не на споро као досадно, гледаат они цело време нешто мислат, но ги гледате нивните реакции, коментатори коментираат. Значи партијата воопшто, значи сега и за обичните гледачи не е досадно. Значи многу динамика се воведува со новите технологии, со интернетот, со електрониката, со тие компјутерски програми, енџини, или како на англиски како ги нарекуваме, каде што веќе оценката на позиција не е она субјективна, белиот е нешто подобар, црниот е нешто подобар. Значи сега точно може да ја оцените позицијата еднозначно. Дали тука има мат или одбрана, дали жртвата е коректна или некоректна. Речеме са Талјовски креациите на Михаил Талј, бившиот светски првак, лесно се проверуваат на компјутери и тоа создава дополнителна возбуда кај гледачите. Дали са противникот ќе одговори како компјутерот што предлага, дали ќе се одбрани, дали ќе успее да даде мат и така натаму. Значи тие се дополнителни моменти интересни за гледачите. Колку тие светски познати велемајстори имаат интерес да доаѓаат во Скопје, да настапуваат на турнири кај нас,
Па имаат. Се Имаат. одзиваат на наградата. поканите кои што ги имаат. Се наградите. Значи не, имаат, ќе го поправам Круме, малку доаѓаат и не само заради награди, него доаѓаат и заради престиж и заради добрите услови што да речеме Македонија ги нуди. Оваа година беше точно ќе го кажам силниот играч од Русија Артемиев, кој што иначе втор играч во свет по рейтинг за брзан шах, за брзопотезен шах, кој што рамноправно се носи, иначе млад играч кој рамноправно се носи со Карлсен и мислам дека има и позитивен резултат, но еве не сум сигурен нивниот меѓусебен скор каков. Но е втори играч во свет и тој беше тука заради нашите, да кажем, препораки од негови колеги, заради прекрасните услови за игра во хотелот Александар Палас, кој што јас мислам дека е уникална, единствена турнир наш Open Karpaš кој што нуди прекрасни услови за сите шахисти да играат во таква сала, во такви услови, да се чувствуваат достоинствено што играат шах. Господине Митковски, Да? какви услови се потребни за слепите лица да играат шах, да настапуваат на турнири? Каква помош им треба, каква поддршка сем претпоставувам од најблиските кои што ги водат и им помагаат? Најсилна помош е желба, силна желба од мали нозе, значи од млади години. И тоа е најубавата компензација за инвалидитетот, тоа е шахот. Поради тоа што да се научи на лекција школска, мене ми е доволно едно читање, него му е потребно 3 читања, него му се 6 малку. Али шахот, партијата е една, таа е. И бара полна концентрација, бара знаење и поради тоа шахот има, значи, посебно значење за слепите доколку се свесни колку многу дава шахот, колку многу допринесува во развојот на интелектуалниот дух, да кажеме, на интелектуалноста, кај лицата кои се бават со шахот. Значи, јас се ќе бидам така, малце непристоен да кажам сам за себе. Ја играм од дете шах. И што се случи? Мене гимназијата ми беше играчка, факултетот ми беше играчка. Значи, тоа е благодарејќи на работа со фигурите. Ако можам да памтам колку се 16, колку сам 30 и колку 32, а? Да. Ако можам 30 фигури да ги мафтам низ глава без табла, тоа што е тоа некоја лекција по право или некоја лекција по социологија или што ја знам. Значи, шахот конкретно за слепите е звезда водилја, како да кажам. Значи, тоа е елементарен услов за успех во учење, во знаење, а само тоа и во работа. И видите, нескромно ќе кажам, мојот работен век е 30 години. А директор сум бил исто толку. Значи, првото вработување ми директор на фирма. Од каде? Од каде денес се наоѓаш во економија? Све од шахот. Од работа со шахот се развија, што би река старите, акалот. Ако имаш акал, имаш све. Ако немаш тоа, успех, резултати во животот, малце помалку. Колку младите ви работите во клубот со млади шахисти, со мали деца? Спомнавте дека учествуваат и се надпреваруваат личности, велам, на 12, на 13 години сериозно се занимаваат со шахот. Има ли некоја студија? Се обидов да најдам, да истражувам малку повеќе на интернет во врска со тоа, но не можам да одлучам која е точна, која не. Колку занимавањето со шахот најмлада возраст, таму пишува дека има и деца кои што се занимаваат полупрофесионално со шах на 5, на 6, на 7 години. Да. Колку тоа помага за развој? Има ли доказ за подигнување на IQ, на... Да, сигурно е зголема интелигенцијата, тоа е докажано. Извини, Миша, Иванишевиќ слушав пред 10 дена, шампион на Србија. Он кажа, значи,
од 4-5 години до 60 години. И прекине. Значи, треба да се почне од 4-5 години, а ќе стигнат 60, прекини, више. Па ќе видиме кога тој ќе дојде на 60 години, дали ќе ја прекине. Него со 30 и нешто му е лесно така да каже. Едно време му викаше, бев присутен кога му збори на друг таму прославен српски шахист Бранко Дамјановиќ. Да. Многу кратен шампион Југославија, вика Бранко, јас кога ќе дојдам на твоите години ќе прекинам шах. Ама он се приближи на неговите години, се да видим дали ќе прекине шах. Тоа е лесно да кажеш ти за другите, знаеш, стар си ова. Туку кога зборуваме за интелигенцијата, без друго е докажано, значи. Докажано е дека шахот ја зголема интелигенцијата. Како вие кога сакате да станете некој спортист, па секојдневно тренирате. Еве пливање. Да речем мојот син тренираше пливање неколку години, нели одма доби друго тело, друга фигура, друга мускулатура, така. И така натаму. И тогаш еден стручњак за пливање ми кажа важно е да плива до 12 години, после не е важно воопшто. Значи, така со шахот. Ако почне од 5 години, сигурно му се развива интелигенцијата и воопшто мозокот му се развива. Но дека од 5 години полупрофесионално, тоа сигурно не е така. Затоа што он на 5 години треба да почне како низ игра. Да се игра. Затоа што тоа е тешка и абстрактна игра. Не е тоа играчка како домино или на лути се човече, па сега шахот е многу тешка игра. Таа и затоа се учи цел живот. Ние затоа Смислов, прославениот светски шампион, кој што вела дека најчесто играл шах со рака. Значи природно имал чувство кај треба фигурата да му дојде. Јас сум го гледал во неговата дача на 80 годишна возраст како си решава шаховски проблеми или студира шах. И други шахисти. Значи цел живот има занимација и учење. И многу е интересно тоа, јас што сум го забележал. Сите врвни шахисти зборуваат одлично странски јазици, по неколку. Многу често сами ги учеле, поготово по старите шахисти. Не е толку само математика, филозофија, значи тука имате вие постојано оригинална ситуација, креативно се бара. Значи и големи уметници. Многу логика. Секако логика, значи сите професии успеваат, а особено јас сум забележал дека јазици зборат прекрасно. Е толку јас. Сега можеби Зоки ќе додаде нешто. Да дополнам и Круме спомна нели на слепите деца. Ова им е една од игрите каде што може да се пронајдат. Но не само, значи на хендикепираните, значи дечиња. Имате вие нели за фудбал се бараат брзи деца што брзина, за кошарка се бара висина, за карате нешто цврстина, силина. Значи за да може да постигнува некакви резултати. Во шахот или за шахот сите деца, и помирни и понемирни, и повисоки и пониски, и подебелки, и сите можат да изучуваат ова магична игра. Тоа е главната наша порака и поента. Значи сите деца можат да си го најдат еве и физички поинфериор деца. Значи не мора да, значи без оглед. Но нормално и деца кои што спортуваат повеќе спортови, па се шахот и да речеме и кошарката или шахот и фудбалот се надополнуваат во однос на потрошената енергија и вложувањето што тие го прават. Денеска сите деца што доаѓаат во нашата школа имаат барем уште по една, најмалку уште по една секција каде што одат. Денешните родители се современите родители немилосрдни кон своите деца. Значи тоа планот нивен на родителите од завршување на училишниот ден, на англиски час, на не знам, на информатика еден час, на кошарка, на фудбал, на шах. Значи немилосрдни се денешните родители, можам да кажам, и гледат тргнувајќи и од своја гледна точка. Но можноста сите тие деца со различни способности да изучуваат шах е голема предност за шахот. Тоа е една многу важна поента што сакам да поентирам. Играњето фудбал или играњето кошарка не го исклучува играњето шах. Што можеби ако игра фудбал и кошарка веќе е, нели, можеби е мал проблем да ги искоординирате поради физичката кондиција и сила, нели, што И самите тренинзи се многу поразлични. Ја извини, Удовчич, се сеќаш ли беше ли? Миот Удовчич, да. Па не, он е многу повозрастен од мене, ама сум гледал некои негови партии. Велемајстор загребачки и сакаше се напие, пием и ја, така да пиеме нешто. Ми вика, добро пиеш, вика ли води сметка, многу е важно за шах физичка активност. Значи, обавезно трчање, играње, значи, или за мене конкретно, долго пешачење, ја идем денеска од навика, од стара навика, јас секој са бајле пешачам
2,5 сата, имам голем стан, значи си е просто направен, мој си го знам. Ја 2,5 сата ги пешачам, ги пеше 3 сата, ми тоа иса тура, ги брзавам на 2,5 сата пешачење. Значи, сакам да кажам дека за шахот е исто така битна и физичка енергија. Не е само ака во сега на главата. кампот, куме, точно тоа го правев. Значи на кампот шаковски еден камп не изгледа 8 сати шах игре. Затоа Значи напротив, 2 часа. Па за бистар ум треба и добро тело. Да, еден час, да речеме, се шаковските часови, пола час до 1 час надвор се практицираат физички активности. Дали фудбал не изигра повторно. Повторно се прават часови, повторно не изигра па тренинзи шаховски, па повторно некаква физичка активност. Значи шаховските часови или кампови подразбираат нели и практицирање на некои овие други спортови и други игри со каде што има значи нагласена физичка активност. А инаку околу децата, значи околу почетоците, шаковската руска најпозната школа вели дека од 5-годишна возраст и тамо Александар Костенјук, школата на Александар Костенјук, каде што и Анатолий Карпов, многу познатиот нели екс светски првак е тамо патрон. Они почнуваат од 5-годишна возраст и се фокусираат на тие деца меѓу 5 до 8 години. Имаат специјални програми кои што тие програми ни ги сподели со нашиот клуб и нашата школа користи за помалите деца од 8 години и користи тие методи и таа методологија значи од школата на Александар Костенјук. Значи за запознавање, за заинтересирање, за интригирање над младите деца и каде што се препознава талентот и квалитетот на тие деца за да се понатаму после 7-8 години продолжи поинтензивно и можеби малку поразлично него со другите деца што почнуваат покасно. Значи од 7 и 8 години што е некаква стандарден почеток со учење шах односно со почнувањето на школските нели со почнувањето на одење во школа. Инаку еве и мала дигресија во делот, никогаш не е касно да се почне шах. Да речеме ни познати светски мајстори, ќе го издвојам Филидор, го знам од најстариите од предминатиот век, кој што научил шах на 29 години чинам и бил во топ класа на тоа време. Најдобар во своето време и најдобар композитор на Франција во тоа време. Значи он бил мислам нешто гениален. Да, мултиталент. Сакам да кажам, значи никогаш не е касно. Значи ова повторно ги повикувам и сите тие деца што се над 12, над 14 години. Не е касно тие да почнат да изучуваат шах. На крајот на денот не мора ни да станат велемајстори, доволно е. Не мора, па Ботвиник на 12 години научил Ботвиник. А на 16 станува мајстор, и на 25 му вели на светскиот шампион Капабланка играат партија и завршува реми партијата. И овој да го провери уште еден сат анализирали и на крај вика Капабланка да реми, а овој му вели не, па вие денес и онака не можете да победите. И овој поцрвенува, а Капабланка вика па како тоа? Па вика јас денес наполнив 25. Значи, 13 години од кога научил да игра шах, он со Капабланка игра наравно и е светска класа. Добро, тоа екстра талент и работа и така натаму. Во друго време. За момент да го вратиме назад филмот, значи, за развој на интелигенција, за развој на меморија. Значи, ако од младо дете од 4-5 години, ако заигра шах, сигурен е тој ментален развој и здрави ментални особини. Шахот е борба. А за секоја борба потребен е акал. Значи, за создавање на интелигентни, здрави ментални особи, шахот е превосходна работа која треба да се применува. Иначе околу школата, еве да дополнам, во шаховската школа реков она до 8 години имаме тој посебен пристап кога што главните насоки ни ги даде еве колешката Александар Костенјук, што е екс првенка светска во женски шах. Од 8 години се водиме по така наречена холандска програма за основни училишта, каде што исто ни изрешавање на задачи и проблеми че тоа иде со сите овие помагала, компјутер на екран, се мрдат нели фигурите со тач екран, така да делува
доста поинтересно и полесно за децата и за следење и за учење. Значи, се раководиме по тие правила прифатени, така наречена холандска школа, која е применета и се применува генерално во основните училишта во Европската, значи со некои мали модификации, ајде да кажам. Но тоа е што е сега многу важно. Во Македонија влезено е во школството како факултативен час од 6-то одделение, што за жал не се практицира правилно како што треба, но ја да кажем еден убав позитивен пример. Покрај нашата посебна активност на шаковскиот клуб Гамбита Секов во основните училишта во општина Карпаш и со 10-годишната веќе соработка со општина Карпаш. Се особено имаме голем успех во основното училиште Јаха Кемал, каде што нашиот член или Орце Данчевски, интермајсторот Орце Данчевски е вработен како професор по шах. Каде основното училиште Јаха Кемал вложува како редовен час и моментално резултатите се енормни таму. Значи таму веќе имате само 40-50 деца само од тоа училиште кои што се супер запознаени со играта и каде што од тоа училиште веќе имаме неколку шампиони на Македонија во своите конкуренции. Истовремено, веќе да ги спомнам и другите општини да не ги спомнам, а вложуваат, значи се случува некаква активност и во општина Центар, се случува во општина, тоест во градот Скопје, каде што Љубиша Андоновски ги држи часовите во Пионерскиот дом Карпаш, така се вика, тоа е под патронат на градот Скопје, и каде што таа активност ќе продолжи и ќе се прошири и на другите училишта основни во градот. Но тоа е таа една димензија ние што ја форсираме преку Градскиот шаковски сојуз, преку Шаковската федерација на Македонија, но мора да направиме и се трудиме, имаме некои плани преку Шаковската федерација како да овие активности во основните училишта дојдат на вакво ниво и тоа не да биде само од 6-то одделение, каде што ние сметаме дека можеби многу поголем ефект ќе има ако тие активности почнат во првите одделенија, значи од прво до четврто одделение, од прво до пето сега по ново одделение, тие активности, тие часови по шах би биле многу покорисни за нашите поколенија што доаѓа. И Круме сака да дополни нешто гледа. За телевизија нова збориме све убаво за шахот, а би го замолил најакиот меѓу нас Љубиша, нека каже и за лошите работи од шахот. Затоа ќе добиен. Мора да направиме една кратка пауза за реклами ми јавуваат од режија, потоа се враќаме со темата која што полеко верувам дека се наметнува. Кога ќе го пуштите вашиот компјутер или вашиот лаптоп, кога ќе кликнете на Google и ќе напишете шах, што можам јас да научам од шахот? Како да го научам шахот? Кои се првите потези што ми треба за да ја започнам оваа игра? Едноставно, модерното живење, новиот век носи многу повеќе можности за сите оние кои што сакаат да завлезат во која и да е игра, па и во кој да е спорт, без при тоа да мрднат надвор од својот дом. Овие поволности верувам дека влијаат и многу по развојот на шахот, за тоа ќе продолжиме и во следните минути да разговараме со моите гости во отвореното студио на телевизија Нова, колку новата технологија предизвикува внимание повеќе меѓу луѓето и колку им носи предност, овозможување и на велемајсторите, но и на аматерите да поднаучат нешто плюс на полесен начин. Да. Па видете, тие што се запознати со шахот, тие практично ги користат тие сајтови. Прво ги користат многу и за играње, затоа што денес вие можете од наутро во својот дом да седнете да играте шах. И прво ќе играте, да речеме, со шахисти од Азија. Нели? Од исто. Во зависност од временските зони. Да, кај да речеме негде пладне, вие рано сте станали така натаму. И така по цел ден. И ќе завршите негде со тежок запад, можете 24 часа да играте, ако имате енергија, или 12 часа, брзо потезни партии на такво темпо. И за секого ќе најдете секогаш противник и за секој има, што се вели, муштерија. Значи ќе има и да победувате, да губите и така натаму. Самиот почетник тешко дека ќе се реши сам да бара нешто, да како се првите поти. Сепак треба некој да му ја приближи играта. Инаку денес на YouTube се може да најдете. И за силните шахисти, да речеме, еве пример ќе дадам еден конкретен. Играа сега на една брзопотезна партија
светскиот број 1 Карлсен и неговиот предизвикач од минатата година, од оваа година се извинувам, Каријакин. Игра брзопотезна партија и дојде завршница дама против топ. Многу интересна завршница, која што дамата треба да ја добие. Меѓутоа Каријакин веднаш не ја доби партијата, малку подоцна. И сега имаше полемики како треба да се игра тоа. И веднаш на YouTube излегоа стручњаци кои што работат само на таа тема. И многу тоа има и велемајсторите да научат. Не само јас како мајстор. И појаки сум зборувал посебни играчи, затоа што тоа е една посебна исто област од шах. Да речеме, ние имаме и проблемски шах. Еве, Зоки Стојчевски малку и за тоа ќе каже. А сега кога гледам демонстрацијната табла, затоа што јас долги години, не долги години, но десетина години работев како шаховски коментатор, беше многу потешко. Што беше најтешко за шаховскиот коментатор? Да ја врати позицијата назад, да ја меморира претходната позиција. И кога некој ќе каже, па како ти ја помниш цела партија, како можеш да кажеш цела партија, еве, на телевизија, еден таков медиум, често во живо и така натаму, па ја помниш по содржината, значи по незината содржина. Но некогаш ќе се случи, ако е таа некоја линија, некоја варијанта 7-8 потези, да не можеш да ги вратиш или да се трудиш, а некогаш да ти се провлече тоа да не можеш да ги вратиш сите фигури на претходната ситуација. Е сега со оваа модерна технологија тоа е забрзано, само еден клик ти ја враќа назад позицијата и ти имаш многу повеќе време практично да ја објасниш позицијата. Не го губиш тоа време маниелно во тоа враќање на фигурите напред-назад, туку цело време зборуваш за позицијата и многу побрзо тоа иде. Тоа е една предност чисто еве и за коментаторството. Значи, второ, шахот да речеме не е само спортска дисциплина. Таа има елементи, освен за спорт, каде што има резултат, значи на преварувачки карактер, тоа има малку на уметност. Во Русија се смета за уметност. Исто така има дел наука, затоа што мора да се учи. Па и образование, го гледаме и во образовниот систем. И со оглед на тоа да речеме дека коментаторството е производство, нели? Значи не мора, што ја знам, а тоа производство треба да се направи во секоја телевизијска куќа, може таа да се вметне ако нема простор сосема во спортска, може во образовна редакција, па дури во културна редакција и така натаму. Значи тоа во врска со шахот, инаку Гоце Илковски секоја чест од Нова Македонија постојано го покрива шахот и ден денеска е најредовен, така да речем, новинар шаховски. И таму и се информирате за некои работи или барем си имате Ние можност се да информираме пошироко, ама мило ние што Гоце Илковски е за оние кои што немаат толку време, за оние кои што сакаат да чуат, да разберат. Често пати луѓето не знаат кој е светски шампион. Значи, ако не читаат сега, да речеме, Нова Македонија, во случајов, или истото тоа на Facebook, ако си му пријател, или во таа група Македонски шах, значи нема да бидеш така добро информиран. Колку време е доволно да се тренира шах за да се стане велемајстор? Дневно. Да се стане велемајстор. Тоа има една интересна анекдота, нели, и со нашиот познат покоен интермајстор Ничевски. Во некоја блиц партија или блиц меч со својот долгогодишен пријател Димчи Лиевски, интермајстор исто, загубил, кога биле млади, го загубил мечот и неговата позната изрека, значи ќе морам да појачам од 6 сати на 8 или од 8 на 10 беше, не се сеќавам, значи да појачам со мојата работа, пошто веќе го изгубив мечот. Многу е важно прво да кажам за децата или за оној рекреативен дел. Значи ние некоја си стандардна програма е нели од 2 до 3 часа неделно, но оние деца што покажуваат нели поголем подобри резултати или поголем интерес, односно веќе да се бават и надпреварувачки на европските првенства, тој систем сигурно мора да се покачи и едноставно за професионален шахист работата на шахот е како работно време. Тоа минимум мора да биде 8 часа. Значи професионален шахист кој што планира да живее од шахот, тој мора да работи најмалку 8 часа дневно, ако не и повеќе. Што значи тоа? Работа на позиции, работа на теорија, работа на кондициони припреми, сето тоа исхрана правилна, темпирање на форма, се што има и во фудбалот, и во кошарката, и во ракометот, сето тоа го има и во шахот и нешто повеќе веројатно плюс. Господине Митковски, имате ли некоја порака до сите оние слепи лица кои што се уште не почнале да се занимаваат со шахот, а можеби треба? Па шахот е богатство. Значи, реков, интелектуален развој, че создавање на здрав карактер. Сето тоа се забрзано преку играње, али не само играње, него учење. Шахот е наука, шахот е уметност, че љубиша.
али пред се наука. И единствен, да кажеме, разбијање на тие хендикепи, инвалидност, тоа е шахот. Преку него практично, преку дозволи Љубиша, не знам, може да се ме решено, може да ме тепал, не знам како е, али све е неизвестно. Значи, ние сме равни со здравите во шаховска игра. Во ниједен друг спорт не може. Значи, тоа ни е, мене ми е рехабилитација. Ќе кажам нешто. Учам гимназија. Нижевски учи во женска, ја во машка. Ако ни имаш 6 часа, ја 5, ја трчам да го чекам. Ако е обратно, он трчам да чека. И децата почнат да се смеат, што прави бе со овој човек, ми е по цел ден заедно, навечер на кордо заедно, па викам и ноќе сме заедно, до сабајле. Како? Значи, мене ми било цел да се рехабилитирам, пошто не можам фудбалот поише го сакам, нели? Ама, тоа не оди. Значи, сакам да кажам дека за слепите, шахот е единствен начин да одржат здрав карактер. Еве, да се распрашате, колеги, усеови за слепи, кои са колко, таму се караат, се тепаат, прават, урнеби си, управни одбори, што... Мене, ја не учествувам во тие работи. Ја седам со нив, ќе ги сослушам, ќе кажам што треба да кажам, најчесто ми проаѓа. Најчесто, скоро само, без да ќе бидам толку слободен да кажам, дали изборен председател, дали ово, дали оно. Значи, моето проаѓа. Затоа што моето е содржано. А содржано е ради тоа што цел живот се бавам со интелектуална активност. Тоа е шахот. Пошто имаме уште многу малку време за резимирање или сублимат, имам две аматерско конкретни прашања. Поважен е ламферот од коњот, кралицата од топот, или која фигура е најмалку важна ако ги иземеме пионите кои што најчесто се покажуваат како клучни во одредени партии? Коњот е појак во блокирани позиции од ловецот. Ако се блокирани пешаците, коњот е појака фигура. А ако се раштркани пешаците, ловецот е појака фигура. Значи, Ваша омилена фигура? Значи, ако се пешаците блокирани, коњот е појак. А ако се раштркани пешаците, ловецот е појак. Зоки Стојчевски е познат дека темата особеност на дамата му е омилена тема и со дамата чуда прави, дармар прави. Не дај Боже да те нападне со дамата и да ти е кралот малку ослабе, нема спас, никако. Не, беше збор. И да го поправа малце Круп Митковскиот преска што каже дека јас сум најсилниот тука, не е точно тоа. Последните 10 години сигурно е за Стојчевски. Не се. Зоки, да. Добро, јас сакам само да кажам нешто околу активностите нели на федерацијата во една интересна тема. Љубише напомна. Значи, формиравме, ја актуализиравме комисијата за проблемски шах. Во Шаховската федерација, каде што планираме македонската репрезентација која е представена од нашите деца пред се, таленти во решавање, да ја представуваат Македонија на светските првенства во проблемски шах. Уште една убава можност овие таленти што ги спомнав во нашата школа, кои што постојано решаваат шаковски задачи или проблеми, да се надпреваруваат своето знаење на решавање, сега да го покажат на светското првенство. И тука да ги поздравам нели Иван Денковски, кој што постојано е наш последниве 10 години представник во Светскиот конгрес на шах, и Никола Столев, кој сите овие години држеа некаков контакт на македонскиот проблемски шах со светската елита. Се надевам дека ќе успееме да организираме некој поголемо надпреварување во Македонија во Охрид во 2018 година, но за тоа потоа. И уште една убава најава ќе останеше некажана за следната година. Во Македонија ќе го организираме Европското првенство поединечно за брзопотезен и забрзан шах, кој ќе се одржи во декември месец. Шаховската Европска унија ни довери уште една организација на еден голем настан, на големо надпреварување европско. Задоволни беа од организацијата во 2015 година во Александар Палас на екипното европско првенство. Така да очекувам повеќе од 500 надпреварувачи од цел свет следната година во Палас. Се надевам дека нели
ќе добиеме максимална медиумска поддршка во тие денови и дека организацијата ќе помине уште подобра и дека до 2018 следната година ќе имаме многу наши млади представници во овие категории кои што ќе дај Боже да освојат и некаков медал, ако не некое позначено место. Почитувани, ви благодарам за одвоеното време и за сите овие мудрости и мисли споделени со гледачите на телевизија Нова, поврзани со шахот. Сега мене ми беше задоволство да кажам. Задоволство ми беше и за час поминува се. Почитувани, тука некаде завршува ова отворено студио посветено на шахот. Пред крајот ќе ги споменам, а на некој начин и ќе ги поздравам оние личности кои што најчесто ги гледавме на улиците во Скопје, но пред се во парковите. Легендарниот Жена парк и оние борци последни за шаховската игра се редовно таму. Многу дечиња таму за прв пат ја видува шаховската табла и верувам дека уште многу години. Ова го кажувам и посветено на оној јубилеј на легендарниот земјотрес од 1963 дека таа слика ќе остане иста во нашата метропола и дека уште многу години ќе гледаме шаховски велемајстори, аматери, полупрофесионалци, професионалци како се забавуваат и уживаат во оваа игра таму. Ви благодарам за одвоеното време и за довербата и останете со телевизија Нова.